Потребна е многу работа за квалитетна имплементација на реформите, порача Рикер. Го поздрави Преспанскиот договор и кажа дека САД останува главен стратешки партнер. Иако 25 години работеле и ја поддржувале земјата која се соочувала со голем број на предизвици, дури сега јасно се гледал патот кон евроатлантска интеграција. Побара транспарентност, одговорност и владење на правото. Само на тој начин Северна Македонија ќе имала подобра иднина. Ние веруваме дека секогаш може да се направи многу повеќе во поглед на реформите. Тоа не прекинат процес, исто и во мојата земја, како што кажа премиерот претходно. Ова е нешто што постојано бара работа. Важно е граѓаните да почувствуваат едно ниво, еден степен на транспарентност, на одговорност и да знаат дека владењето на правото ќе биде најважниот аспект што ќе ја врзува земјата заедно. Премиерот Заев е сигурен дека земјата до јуни ќе испорача конкретни резултати кои ќе бидат признаани од граѓаните. Најави дека интензивно се работи на реформскиот процес, а уште утре собранието ќе ги донесе законите за дефинирање на јавното обвинителство и иднината на СЈО, како и Советот на обвинители. Новото ревизорско тело во јавната администрација ќе работело на отстранување на непотизмот, а антикорупцијската комисија ќе испорачала видливи резултати. Дефинирањето на јавното обвинителство, во чии рамки треба да биде решен проблемот со иднината на специјалното јавно обвинителство. Овде е делот на обвинителскиот совет или Советот на обвинители. Драго ми е што можам да соопштам дека утре владата ќе ги донесе овие два закони, ќе ги пушти во парламентарна процедура. Се е искристализирано веќе, јасен е ставот по кој пат се движиме по оваа работа. На влада веќе го усвоивме законот за реформи во безбедносните и разузнавачките служби. Продолжува транспарентната дебата низ парламентарните комисии. Рикер денеска порача дека и покрај тоа што одредени земји се обидувале да влијаат на регионот, Северна Македонија покажала која била нејзината желба. Тоа се ЕУ и НАТО. Идниот помошник државен секретар на САД за европски и евроазијски прашања, кој се врати на стар терен и добро ги познава состојбите на Балканот, денеска порача дека се чувствува како дома. Покрај средбата со премиерот, тој денеска се сретна и со министерот за надворешни работи Димитров, вице-премиерите Османи Јангјушев, Ахмети, како и со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Мицкоски.